Централен дневник на К1. Добро вечер. Денес се одбележуваат 12 години од смртта на председателот Борис Трајковски, кој загина во авионска несреќа во близина на Мостар. Во алејата на великаните во Бутел на Трајковски му беше оддадена почит од семејството и повеќе делегации на граѓани. А во црквата Свети Спас во Велес беше оддадена почит и на Анита Кришан Лозановска. Таа вработена во кабинетот на председателот Борис Трајковски беше дел од делегацијата која во Мостар пред 12 години требаше да учествува на меѓународна економска конференција. Но наместо да ја промовира Македонија, таа животот го загуби во авионската несреќа заедно со председателот Трајковски и останатите соработници и членови на екипажот. Следуваат останатите настани на денот. Општина Неготино продава парцели за изградба на хотел и индивидуални домови. Општина Грацко наскоро ќе започне со имплементација на инфраструктурни проекти. Чадиев се сретна со претседателите на местните и урбаните заедници. Општина Неготино продава парцели за изградба на хотел и индивидуални домови. Како што информира градоначалникот Ванчо Апостолов, преку јавен повик се отуѓува градежно земјиште во сопственост на Република Македонија. Општина Неготино нуди на продажба 4 парцели за индивидуално домување и изградба на хотел. Земјиштето на кое се планирани овие градби е државно и истото ќе се отуѓува преку објавен јавен повик. Исто така објавивме и еден стопански објект, тоа е во близината на спортскиот комплекс кај салата Младост во Неготино, кој ќе биде со намена за изградба на хотел, каде што ги повикам сите стопанственици од Републиката да учествуваат, кои се заинтересирани нормално, да учествуваат на овој јавен оглас и да изградат воедно еден убав хотел во град Неготино. Апостолов информира дека во изминатиот период вкупно биле продадени 6 парцели за мини винарии, за кои што просторот е веќе познат и во најскоро време се очекува да започнат градежните работи. Во идниот оглас, бидејќи имаме барање од граѓани да се изградат уште неколку објекти од тој карактер, локациите се веќе познати, во оделението за урбанизам може секој да ги погледне, да избере каде сака да аплицира и воедно на јавниот оглас кој ќе биде за кратко време објавен да се пријави и да искористи за изградба на уште една винарија. Со изградбата на ваквите мини винарии би се зголемила конкурентноста и квалитетот, како на грозието, така и на виното. Јавното електронско надавање ќе се одржи на 25 март годинава. Општина Грацко ќе инвестира во инфраструктурата преку грант за подобрување и развој на руралните средини. Со оглед на тоа дека општината располага со мал буџет, средствата од ИПА и ЕУ фондовите се секогаш добредојдени, вели градоначалникот на општина Грацко Жанета Чаушевска. Преку грант за подобрување и развој на руралните средини, општина Грацко ќе инвестира во инфраструктурата. Градоначалникот на општина Грацко Жанета Чаушевска и министерот за финансии Зоран Ставревски го потпишаа договорот со кој општината ќе започне со имплементација на проектот. 260.000 евра кои општината Грацко ќе ги искористи за изградба на 6 улици во Грацко, една улица во село населено место Виничани, уредување партера на централно подрачје во село Виничани, доградба на локален пат до село Кочилари и за замена на целокупното улично осветлување во целата општина. Општина Грацко, со оглед на фактот дека располага со мал буџет, средствата од ИПА и ЕУ фондовите се секогаш добредојдени, напомена Чаушевска. Со обзир за тоа дека нашиот буџет е мал и овие фондови ни се и како и фондовите и проектите на владата се речи се единствен извор за изработка на проекти во нашата општина. Ќе почнеме сега за прв пат пробаме со проекти за прекогранична соработка со Грција и со Србија, а секако ќе одиме со натака со претпристапните грантови. Локалната самоуправа во моментов работи на тендерска постапка за извршување на овие градежни работи. За околу 15 дена, според градоначалникот, тендерот би бил објавен, а се очекува градежните работи комплетно да завршат на есен.
Државната изборна комисија има повеќе од доволно време за да го прочисти избирачкиот список до 5 јуни, смета Емил Димитриев. IT експертите предвидуваат дека вкрстувањето ќе трае од 7 до 10 дена, а потоа следи теренска проверка. Има и повеќе од доволно време за Државната изборна комисија да може да го прочисти избирачкиот список до 5 јуни. Подвлече премиерот задолжен за спроведување на изборите Емил Димитриев по денешната трета поред средба со ДИК. Од самиот почеток владата разговара за тековните активности на ДИК, како и за тоа што тие можат да помогнат во новите ситуации. Имавме доста конструктивна средба на обострано задоволство. Договоривме одредени идни чекори кои што владата треба да ги направи во поддршка на Државната изборна комисија, се со цел да се спазат сите рокови за организирање на фер и кредибилни избори. Од членовите на Државната изборна комисија добив уверување дека дополнителниот тајминг кој што е добиен со поместување на рокот за одржување на изборите е доволен за да се постигнат се што е обврска на Државната изборна комисија. Оптимален и реален рок за одржување на избори беше 24 април и реално се можеше да се постигне за организирање на фер избори, потсети Димитриев, но подвлече дека има услови за одржување на избори на 5 јуни. Апелирав поместувањето на рокот на изборите да не влијае да го чекаме крајниот рок за исполнување на сите обврски, да си ги завршиме врските многу пред тоа, со што ќе влијаеме дополнително на стварање на позитивна атмосфера и амбиент за организирање на изборите. Денеска завршува процесот на валидација на базите и може да се започне со вкрстувањето на базите. IT експертите предвидуваат дека вкрстувањето ќе трае од 7 до 10 дена, а потоа следи теренска проверка и тоа значи дека навреме ќе биде прочистен избирачкиот список, заклучи Димитриев. Тој исто така истакна дека на представниците на Државната изборна комисија ја понудил целата помош која што владата може да ја понуди, како и дека и понатаму ќе се продолжи со воспоставената практика на средби. Преку средства од ИПА-2 програмата ќе се заекнуваат земјоделските задруги, ќе се финансира и отворањето на откупно-дистрибутивни центри, изјави министерот за земјоделие Михаил Цветков. Преку групирање на земјоделците во задруги ќе се создаде одржливо земјоделско производство. Ова го порача министерот за земјоделие Михаил Цветков при неодамнешната посета на Градско и информира дека се работи на утврдување на потребите и недостатоците во земјоделските задруги, кои ќе бидат финансирани и поттикнати со 2 милиони евра, средства обезбедени преку ИПА-2 програмата. Со овие 2 милиона евра практично нема да се прават студии и проекти, него напротив ќе бидеме во градежни работи, ова што го прашате, изградба на откупно-дистрибутивни центри, набавка на механизација и во оваа прилика сакам да кажам дека најбрз начин за да можеме да направиме едно одржливо земјоделско производство, тоа е групирање на земјоделските во земјоделски задруги. Доколку земјоделците имаат потреба од откупно-дистрибутивни центри, истите можат да бидат отворени од страна на земјоделски стопанства или задруги, според Цветков, постои заинтересираност, но и поддршка преку поволни мерки кои ги нуди министерството. Ние како министерство изготвивме проекти кои што ќе бидат достапни на земјоделските стопанства, бесплатно ќе им ги даваме, како за откупно-дистрибутивен центар, така и откупно-дистрибутивен центар со калибратори, со ладилници. Значи можат да користат како од буџетски средства од програмата за рурален развој, исто така може да користат средства од ИПАР-2 програмата, кај што реков е 60-40%, а 60% е кофинансирање. Според најавите од Министерството за земјоделие, за периодот од 2017 до 2019 година, нови 2 милиони евра ќе бидат наменети токму за зајакнување на земјоделските задруги. Електронското пријавување за субвенции за нови лозја и овошни насади трае до крајот на овој месец. 2,5 милиони динари ќе добиваат земјоделците кои ќе инвестираат во ваквото производство. До крајот на месец февруари трае електронското пријавување за субвенции за нови лозја и овошни насади. До 2 милиони и 500 илјади денари ќе добиваат земјоделците кои ќе инвестираат во ваквото производство. Станува збор за нови насади подигнати од 1 октомври до 31 декември минатата година.
Во зависност од возраста на земјоделецот и местото на насадите, субвенциите се од 50 до 75%. Евидентираните земјоделци со површина од најмалку половина хектар имаат право на овие пари. Пријавувањето се врши по електронски пат, а земјоделците треба да имаат и агрохемиска анализа на почвата и платена водарина и пашарина. За оваа намена, досега, на 400 земјоделци се исплатени повеќе од 1,1 милион евра. Периодов во Вчеполието и пошироко се врши закројување на овошките. Колешката Катерина Нацева на терен во Свети Николе во Дневникот во 12:30 разговараше на оваа тема со земјоделецот Стефче Андонов. Ова е период кога веќе се врши закројување на овошните насади. Дали го правите тоа сами или имате веќе помош од некој друг? Па првите години викав други за пари, дневница сега веќе се постепено научив ја и самиот, пошто не е многу, од 10 декара, самиот си ги кројам. Сметате ли дека се потребни можеби некои едукации за да знаете како правилно да се направи тоа? Па да, ја имам, после тоа семинари, професори по интернет и се учев, едуцирав и мислам за моje знање доволно е. Пошто ланската година исто така сам си ги кроев и беше задоволен и така планирам да наставам. Так. Во моментов течат и мерките, како што напоменав, за млади земјоделци. Колку вие користите од тие мерки, колку имате во план, неве, конкретно од мерките 50-50 или можеби набавка на механизација да искористите? Па да, ја сам 37 години, мислам, овие како за млади земјоделци до 35 години. Али ипак фаќаме ова 50-50. Прошлата година конкурирав за атомизер, земав, добив, сега ова година за косачка конкурирам. За прв пат одржана заедничка средба на председателите на сите урбани и местни заедници со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Целта е непосредно да се пренесуваат проблемите и потребите на граѓаните, а општината да ги решава истите. Председателите на сите урбани и местни заедници за прв пат одржаат заедничка средба со градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Вакви средби договорено е да се одржуваат секој последен петок во месецот. Целта е непосредно да се пренесуваат проблемите и потребите на граѓаните, а општината да ги решава. И за посетни проблеми ќе биде повише информирана и така ќе ги пренесуваме проблеми до градоначалников и на тој начин ќе се решаваат. Голем дел од урбаните и местни заедници се задоволни од соработката со општината. Градоначалникот Чадиев истакна дека во моментов голем број проекти се реализираат со цел подобрување на животот на граѓаните. Во моментов се работат у 4 населени места во Доводи. Значи, некои ги превршуваме, може да слушнете, некои веќе ги поврзуваме, веќе населеното место Црквино е врзано училиштето. За предвидената изградба на мост, кој ќе го поврзе градот со местноста Речани, поголем дел од жителите на урбаната заедница, Родна Ивева, сметаат дека истиот треба да биде само за пешаци. Нашето барање беше да поминува мостот покрај до ликовниот салон да доаѓа, помеѓу ликовниот салон и паркинг просторот што е, одмакаши Бели Могри, и со самото тоа се скратува и времето и ефективноста, затоа што тука се сите институции. Доколку преку мостот би поминувале возила, би се загадувала животната средина, сметаат жителите. Градоначалникот Славчо Чадиев и општинските служби веднаш по состанокот заминаа на увид во урбаната заедница Родна Ивева. Во рамки на изложбата Метафори на постоењето во ликовниот салон во Велес поставени дела на уметници од Македонија и Полска. Љубителите на уметноста можат да уживаат во дело изработени во разни техники. Љубителите на уметноста од вчера вечер имаат можност во ликовниот салон да уживаат во дела на уметници од Македонија и Полска. Изложбата е насловена како Метафори на постоењето. Тоциновски вели, ово е настан на кој што уметниците се представуваат и како брачни парови. Ова е интернационална групна изложба,
каде што се представуваат 5 полски автори и двајца македонски, тоа сме јас и сопругата Емилија Истојче Тоциновски. Низините пейзажи претходно биле дрвијата, јас ги работев претежно планините и споено е се во еден пейзаж. Па мене лично ми се допаѓа со работката со сопругот, затоа што така се станува едно, се добива една поголема сплотеност. Љубителите на уметноста ќе уживаат во дела изработени во разни техники, како акрил на платно, фотографија и компјутерска графика. Авторите со своите дела претходно се представиле пред Скопјани. Изложбата била поставена во домот на градежните работници. Продолжува поддршката од чешката полиција на македонската граница. Од денеска цигарите со повисока цена. Ова се вестите од Македонија. Чешката страна веќе подготвува нов контингент од 30 полицајци кои ги заменат нивните колеги кои сега се наоѓаат на македонско-грчката граница, изјави шефот на чешката полиција Томаш Тухи. Како што пренесува МИА, сегашните 27 чешки полицајци кои се со 2 кучиња, заедно со колеги од Словенија, Хрватска и Словачка, помагаат во совладувањето на мигрантската криза. Македонија ќе ја напуштат на 19 март. Од денеска цигарите низ Македонија ќе се продаваат со повисока цена, и тоа од 3 до 5 денари по кутија. Нови цени ќе имаат сите цигари на тутунскиот комбинат Прилеп, меѓу кои и најпопуларните бренд Европа, Сан и Малборо, каде цената на една кутија ќе биде поголема за 5 денари. Дополнително, од 1 јули годинава се зголемува и акцизата за цигарите, што ќе повлече ново поскапување од 3 денари по кутија. Грција има подготвено план за реакција во вонредна состојба поради ескалацијата со мигрантската криза. Барак Обама е уведен дека САД ќе победи во борбата против исламската држава. Свето денеска. Грчкиот министер за миграцијска политика Јанис Музалас изјавил дека Грција има подготвено план за реакција во вонредна состојба поради ескалацијата со мигрантската криза, предупредувајќи дека е можно во следните денови земјата да преживее тешки моменти. Тој изразил задоволство од политичката поддршка која Грција ја добила од Советот на министри за внатрешни работи на Европската Унија и од повеќето земји членки во врска со незините искази против политиката на Австрија, а особено против незината иницијатива за свикување конференција за бегалскиот проблем во Виена. Музалас додава дека пристапот на Австрија им штети на Грција и на Европската Унија, бидејќи во преден план ги става едностраните национални решенија заедно со Вишеградската четворка и државите кои не се членки на Европската Унија. Грција не сака хуманитарна помош од Европа, но Атина подготвила вонреден план кој е представен на Европската комисија и на холандското председателство со Унијата за справување со миграцијската криза. Соединетите Американски држави ќе победат во борбата против исламска држава, а клучниот чекор во нејзин пораз ќе биде ставање крај на конфликтот во Сирија, изјавил американскиот претседател Барак Обама. Тој по состанокот во Стейт Департментот изјавил дека нема да има прекин на огнот во однос на исламска држава и дека остануваат немилосрдни во нивното протерување. Земјите кои се борат против исламска држава често не се согласуваат со долгорочните цели, додал Обама и потенцирал дека доколку прекинот на огнот во Сирија се почитува, тоа би можело да спаси животи и да ги намали човековите страдања. Обама истакнал дека исламска држава изгубила повеќе од 40% од територијата која некогаш ја контролирала во Ирак, како и дека е успорен приливот на странски борци во нивните редови. Од 8 до 10 април ќе се играат квалификациите за Олимписките игри во Рио. Лазаров најефикасен за Барселона. Одиграни 6 надпревари во НБА лигата. Ова се спортските вести.
Од 8 до 10 април македонската ракометна репрезентација ќе игра на квалификацијскиот турнир во Гдајнск, Полска, каде ќе се одлучат патниците за летните олимписки игри во Рио. Македонските ракометари ќе имаат можноста за подобро представување по европското првенство со дополнителна мотивација, што овој пат евентуално прво место во рундата ќе им ја донесе и позицијата на носител на ждрепката за олимписките игри. Избраниците на Ивица Обрван ќе одиграат против домакинот Полска, но и репрезентациите на Чиле и Тунис. Вториот и третиот олимписки квалификацијски турнир се игра во Малме, односно Хернинг. Македонскиот ракометен капитен Кире Лазаров со 9 постигнати голови беше наефикасен за победата на Барселона, која со 31-24 го порази Кристијан Штад во дуелот 13-тото коло во Лигата на шампиони. Лазаров на листата на стрелци сега е рамо до рамо со Микел Хансен со по 92 гола, но данецот ќе одигра уште еден надпревар од ова коло во гости кај Висла. Од групата Б во недела ќе се одиграат и преостанатите 3 средби. За нас неинтересно ќе биде гостувањето на Вардар кај Пик Сегет, а ќе се одиграат и дуелите Монпелје Киелце и Рајн Некар Колдинг. Од групата А Кил вчера славеше кај Бешикташ со 32-27, додека надпреварите Висла ПСЖ, Фленсбург Веспрем и Загреб Целје ќе се играат утре. Джани Инфантино е новиот претседател на Светската куќа на фудбалот. Утрово во швајцарски Цирих започна вонредниот конгрес на ФИФА, на кој се избра новиот претседател. Инфантино победи во конкуренција на првиот човек на Азиската фудбалска федерација, шејкот од Бахрейн, Салман бин Ибрахим Ал Калифа. Во претседателската трка учествуваат уште јорданскиот принц Али бин Ал Хусейн, французинот Жером Шампањ и јужноафриканецот Токио Сексвел. 207 членки гласа од 209 пријавени. Инфантино ги доби 2/3 од гласовите и е наследник на Благер. По завршувањето на вчерашните реванш дуели во Лигата на Европа, во Нион се извлекоа двојките за осми на финалните надпревари од ова надпреварување. Исходот од ждребањето е 2 дерби пресметки по една англиска и една шпанска пресметка. Атлетик Билбао ќе се сретне со Валенсија, додека сигурно неголемо внимание ќе привлече дербито на англиските гиганти Манчестер Юнајтед и Ливерпул. Шахтјор ќе ги одмери силите со Андерлехт, додека пак Базел ќе игра со Севилја. Вилјареал ќе игра против Бајер Леверкузен, Атлетико Билбао против Валенсија. Спарта Прага ќе го дочека Лацио, Борусија Дортмунд ќе игра против Тотенхем, а Фенербахче против Брага. Првите дуели ќе се одиграат на 10 март, додека реванш мечевите на програмата се 7 дена подоцна. Голден Стейт стигна до 52-та победа во сезона, откако на гостински терен со 114-130 го порази Орландо Меджик. Стеф Кари одново беше најзаслужен за победата, постигнувајќи 51 поен. Расел Вестбрук и Кевин Дурант постигнаа 76 поени за Оклахома, но недоволни за победа против Нью Орлеанс. Джеймс Харден со 46 постигнати поени го предводеше Хјустон до победа со 119-105 на гостувањето кај Портланд. Со 112-107 славеше и Бостон над Милвоки, додека Бруклин и Сан Антонио на гостински терен славеа кај Феникс, односно Јута. Времето денеска променливо облачно и нестабилно. Температурата во интервал од 10 до 14 степени. Да ги погледнеме деталите.
Ова беше се за денес. Останете и понатаму со нашата програма. Следува најновото издание на емисијата Минато сегашност иднина. Пријатно!